Ја свикавме 25-та седница на Комисијата за спречување корупција и судирни интереси со цел на оваа седница да ја донесеме Националната стратегија за спречување на корупција и судирни интереси. Како што знаете, ова е документ кој што го усвојува Собранието на Република Северна Македонија, но пред да биде доставено до Собранието, Државната комисија за спречување на корупција ја донесува на својата седница. Инаку, оваа стратегија опфаќа период од 5 години и се однесува на периодот од 2020 до 2024 година. Нашата комисија е носител на процесот на подготовка на овој документ. Овој процес траеше некаде околу 5 месеци. Во него учествуваа представници од повеќе институции, од приватниот сектор, од медиумите, од граѓанските здруженија и фондации, експерти и представници од релевантни меѓународни организации. Целта беше да се примени широк, инклузивен и транспарентен процес на консултации со споменатите учесници. Во оваа прилика би сакала во името на комисијата да им се заблагодарам на сите оние кои што учествуваа во подготовката на стратегијата и кои што професионално и несебично дадоа свој придонес во градењето на оваа стратегија. При подготовка на стратегијата беа земени во предвид и релевантните национални документи и извештаите од меѓународните организации кои се однесуваат на Република Северна Македонија, имајќи предвид дека нашата држава е потписник на најважните меѓународни, европски и регионални документи од сферата на борбата против корупцијата. Принципите и обврските од овие документи се целосно вградени во стратегијата. Исто така, знаете дека оваа стратегија беше ставена на увид и коментари на јавноста, со што беше овозможен еден поширок консензус на нејзиниот опфат и содржина и можност секој да може да учествува и да даде свој придонес во нејзиното градење. Подготовката на стратегијата започна со анализа и проценка на ризиците од корупција, врз основа на која ги утврдивме и ризичните области во кои најмногу се препознаваат коруптивните однесувања, а тоа се вработувањата, процесот на јавните набавки, контролната и надзорната улога, како и донесувањето на одлуки каде што субјективизмот, односно субјективниот фактор доаѓа најмногу до израз. Утврдувајќи ги понатаму причините за коруптивното однесување во споменатите области, констатиравме дека најсилни ризични фактори се политичкото влијание, отсуството на интегритет, како личен, така и институционален, недоволната транспарентност, отсуството на казнивост, но секако и да не заборавиме недоследности и недоречености во законската регулатива. Самата стратегија е изготвена согласно визијата за општество засновано на највисоки етички вредности и интегритети, што на сите граѓани треба да им овозможи еднаков пристап до одговорни и транспарентни институции и почитување на човековите права и слободи. Со реализација на целите и мерките од стратегијата треба да се обезбеди подигнување на довербата на граѓаните во институциите на системот, ефикасноста во користењето на јавните ресурси и јакнење на демократијата, општествените вредности и можностите за остварување на човековите права. Главните цели на стратегијата се зголемување на нивото на политичката одговорност, но и свесното управување со политичкото влијание во јавниот сектор и спречување на политичко влијание во работата на независните тела и во постапките регулирани со закон. Понатаму пред се јакнење на интегритетот и отчетноста во јавниот сектор. Спроведување на надлежностите во јавниот сектор на законит, транспарентен, етички, економичен, одговорен и ефективен начин. Обезбедување на интегритет и транспарентност при вработувањето и политиките за човечки ресурси во јавниот сектор, базирано на систем на вредности и критериуми за квалитет. Јакнење на надзорните и контролните механизми. Дигитализација во сите сектори на јавните служби. Намалување на корупцијата во јавните набавки и во процесот на доделување на грантови, субвенции и друга државна помош.
зајакнување на капацитетите и на посветеноста на органите за спроведување на закон, на обвинителството и судството во откривањето и санкционирањето на корупцијата, како и јакнење на отпорноста на корупција во нивните редови. Поддржување на транспарентноста и интегритетот во приватниот сектор, подигнување на јавната свест и спроведување на антикорупцијска едукација. Вклучување на граѓанското општество и медиумите во борбата со корупцијата во општеството и градење на личен и професионален интегритет, вклучително и во нивните рамки. Во стратегијата се дијагностицирани и селектирани приоритетните проблеми кои генерираат висок ризик од корупција и се идентификувани мерки за нивно надминување. Проблемите и мерките што оваа стратегија ги предвидува се систематизирани во следните области и сектори. Јавните набавки. Во овој сектор потребно е засилување на контролата и надзорот врз проведувањето на јавните набавки, зајакнување на капацитетите на институциите со квалификувани и обучени кадри за спроведување на јавните набавки, зголемување на ефикасноста во реализацијата на јавните набавки и зголемување на интегритет и транспарентност на јавните набавки. Вработувањето. Примарно во овој сектор е да се воспостави систем на реално планирање на потребите за вработување во јавниот сектор. Понатаму реализација на вработувањата врз принципите на компетентност и обезбедување на висока транспарентност на постапките за вработување. Покрај тоа, неопходно е подетално регулирање на критериумите за вработување во јавниот сектор, но и за избор на директори и членови на управните и надзорните одбори во државните органи, јавните предпријатија и акционерските друштва во државна сопственост во насока на обезбедување на квалитетно управување. Политички систем. Суштински е да се обезбеди рационално користење на инструментот за носење на законите по скратена постапка во Собранието на Република Северна Македонија и подигнување на квалитетот на процесот на носење на законите преку подетално уредување на проценката на влијанието на регулативата. Понатаму, потребно е воспоставување на систем на јакнење на интегритетот на власта, како и законско регулирање на сите аспекти на одговорноста на носителите на функции. Исто така неопходно е обезбедување на заштита од злоупотреба на предизборниот процес за нови вработувања и други манипулации, прецизно утврдување на правилата на лобирање во предизборниот процес, како и финансирањето на политичките партии преку онлайн медиумите. Во делот на преосудството, од приварна важност е јакнењето на интегритетот на човечкиот фактор во судството, јавното обвинителство и државното правобранителство, преку напредување на кодексите за професионално однесување, нивна примена и реализација за соодветни обуки. Понатаму потребно е јакнење на системот за дисциплинска одговорност на судиите, вклучително и на неговата транспарентност, како и регулирање на условите и постапката за ангажирање на судиите во активности надвор од нивната работа во судовите. Исто така, неопходно е кадровско екипирање на јавните обвинителства, формирање на истражни центри и воспоставување на автоматизиран систем за распределба и следење на предметите во јавното обвинителство. Друг важен аспект е подигнување на транспарентноста преку законско регулирање на јавноста на работата на седниците на Советот на јавните обвинители, утврдување на законска обврска за задолжително усмено образложување од страна на членовите на Советот за нивните одлуки за избор и за разрешување на јавен обвинител, како и воспоставување на ефикасен, транспарентен систем за комуникација со јавноста на државното правобранителство. Во делот кај органите за спроведување на законот се опфатени оние органи кои што имаат надлежност да ги спроведуваат законите, а тука пред се мисли на Министерството за внатрешни работи, Царинската управа, Финансиската полиција и слични на нив. Мерките кои опфаќаат обезбедување на повисока транспарентност на постапките за вработување и кариерно унапредување во Министерството за внатрешни работи, како и подигнување на ефикасноста на системот за утврдување на професионална одговорност
на лицата вработени во Управата за финансиска полиција, Управата за финансиско разузнавање, Министерството за внатрешни работи и Царинската управа. Неопходно е подобрување на законската регулатива од аспект на опфатот и работењето на одделни инспекторати, а воедно е потребно системски да се анализираат корупцијските ризици во инспекцијските служби. Покрај тоа, треба да се унапреди и правната рамка на инспекцијскиот надзор во единиците на локалната самоуправа и да се обезбеди зајакнување на капацитетите на овие инспекцијски служби. Во овој сектор опфатена и ревизијата. Раководствата на државните институции често пати не ги спроведуваат препораките од внатрешната ревизија и препораките на Државниот завод за ревизија, заради што потребно е да се воспостави ефикасен систем на спроведување на препораките, но и систем на одговорност. Мора да се обезбеди објективна и поголема независност и на работата на внатрешната ревизија, преку примена на соодветен институционален модел. Во секторот здравство, од суштинско значење е воспоставување на транспарентни и целисходни критериуми за користење на јавните финансии, заедно со дигитализација и поврзување во финансиско-сметководствен менаџмент на давателите на здравствени услуги. Покрај тоа, неопходно е прилагодување на системот на формирање на цени и јавни набавки за лековите, согласно практиките и регулативите во развиените земји, како и воспоставување на правна рамка за селекција на лекови покриени од државниот буџет и обезбедување на транспарентност на соодветните постапки. Воедно треба да се прецизираат и карактеристиките, условите и начинот на примањето на донации во јавните здравствени установи и податоците за овие донации да бидат јавно достапни. Исто така проблем е што во земјата нема ефикасно следење на маркетирањето на лековите, ниту пак се регулирани специфичните инструменти за управување со лекови, заради што е неопходна регулација и во оваа сфера. Во секторот образование голем предизвик представува вработувањето на квалитетни човечки ресурси. Во таа смисла неопходно е пропишување на прецизни критериуми за избор во секоја фаза од постапката за вработување, како и зајакнат инспекцијски надзор. Во таа насока потребно е да се зајакнат и материјално-техничките и кадровските капацитети на Државниот просветен инспекторат. Понатаму, потребно е воспоставување на прецизни критериуми за набавка и користење на образовните помагала во училиштата, регулирање на набавките кои се реализираат надвор од Законот за јавни набавки, како и на условите и постапката за давање под закуп на недвижен имот кој е во собственост на образовните институции. Друг сегмент од секторот образование е поврзан со акредитација на високообразовните институции, научните установи и студиските програми за кои е неопходно да се обезбеди повисока транспарентност на процесот на воспоставување и работа на соодветните надлежни тела. Исто така, исклучителен проблем во овој сектор е што во рамките на образовните институции се уште постои ниска свест за адресирање на прашањето на корупција, поради што потребни се систематизирани активности за јакнење на свеста во оваа сфера. Во секторот труд и социјална политика, главен предизвик е унапредувањето на системот за социјално осигурување преку воспоставување на единствен дигитализиран систем и обезбедување на транспарентно и праведно одлучување во однос на оценка на инвалидноста, односно способноста за работа, како и зајакнување на надзорот врз постапките за остварување на права по основ на социјално, пензиско, инвалидско осигурување и по основ на помош и нега од друго лице. Понатаму, овој сектор го опфаќа и предшколското образование, кое има голема улога во градењето на интегритетот на личноста, кој започнува од најраната возраст. Значајно е во предучилишните установи да се воведуваат активности и програми за социоекономскиот развој во кои кај децата низ игра ќе се промовираат хуманите вредности и општествената одговорност. Во секторот урбанизам и просторно планирање, примарно е зајакнување на стандардите за просторно и урбанистичко планирање во корист на јавниот интерес и спречување на пренамена на планирани, а не изведени површини со намена за паркови,
како и задолжително изготвување на стручна анализа при изработка на урбанистичко-планската документација и задолжително дефинирање на градбите од посебен интерес. Покрај тоа потребно е зголемување на инклузивноста и транспарентноста во процесот на донесување на урбанистичките планови. Воедно, имајќи ја предвид суштинската улога на инспекцијските служби во овој сектор, неопходно е да се обврзат задолжително да иницираат постапка за одземање на лиценца за надзор на правното лице доколку е констатирана неправилност со покажување на невистинита состојба. Во секторот животна средина, акутен проблем со кој што се соочуваме е недоследното имплементирање на Законот за управување со отпад во делот на интегрирано и регионално управување со отпад. Поради тоа, неопходно е што поскоро да се воспостават функционални регионални центри за управување со отпад. Понатаму, поради недоволната, односно несоодветната кадровска екипираност, постои појава одговорните лица за животна средина на локално ниво да имаат широк спектар на надлежности, што предизвикува судир на интереси и неефикасност во извршувањето на нивните обврски. Во таа насока, потребен е редовен инспекцијски надзор врз единиците на локалната самоуправа од страна на Државниот управен инспекторат. Во секторот земјоделие не се врши надзор врз намената на користењето на земјиштето и не се следи исполнувањето на договорите за користење на државното земјоделско земјиште од страна на корисниците поради недостиг на соодветен инспекцијски надзор. Како резултат на ова не е воспоставена ниту целосна евиденција за обврските за плаќање на закупнина, не се преземаат мерки за наплата и не се изрекуваат санкции. Исто така, честите менувања на регулативата создава правна несигурност и можност од фаворизирање на одредена целна група. Големиот број на мерки за поттикнување на развојот во областа на земјоделството, непрецизните критериуми и нивно често менување, кои не кореспондираат со воспоставените контролни системи, не водат кон остварување на поставените цели за политиките во земјоделството или пак се адхок мерки за задоволување на одредена целна група. Ова создава ризици за коруптивно однесување на одговорните лица кои учествуваат во постапките за доделување на овие средства, концентрација на одлучување кај мал број на лица за располагањето со државното земјиште, создава клиентелизам и фаворизирање на блиски лица и мал број на фирми кои ги користат овие ресурси. Затоа е потребно да се зајакне надзорот над реализација на договорите за закуп на земјоделско земјиште преку пропишување на санкции, креирање на нови мерки и политики за поддршка да се заснова на начелата за зачувување на животната средина, воведување на добри земјоделски пракси, производство на здрава и безбедна храна и економски оправдани износи на субвенции, поставување на индикатори за следење на ефектите од мерките за финансиската поддршка, зајакнување на човечките капацитети на институциите заради навремено и стручно постапување по барањата, зголемување на транспарентноста на постапките и запазување на потенцијалните корисници со релевантни информации за полесен пристап до овие средства. Во секторот спорт, овој сектор кој што за првпат се третира од антикорупцијски аспект, примарно е донесување на стратегија за објектите за спорт, кои што се во државна сопственост, со кое што ќе се воспостави јасен концепт за овие објекти. Исто така неопходно е согледување на постојната состојба со објектите за спорт од аспект на ревидирање на договорите за нивно користење. Поради проблеми и недоследности на инспекцијскиот надзор во овој сектор, потребно е да се воспостави ефикасен инспекцијски надзор во спортот и спортските објекти, како и едукација за интегритет и етика на спортските федерации, клубови и нивна администрација. Во делот економија и бизнис, од суштинска важност е што поскоро да се изврши целосна дигитализација на издавањето на дозволи, уверенија и други услуги во јавната администрација на централно и локално ниво, кој ќе го минимизира контактот помеѓу барателот и давателот на услугата. Друг важен сегмент е државната помош, чие доделување не е доволно транспарентно. Потребно е да се воспостави пополнување, јавно објавување и ажурирање на регистар со информации за секој облик на доделување на државна помош. Понатаму, прашање кое што е од посебна важност се и концесиите,
за чие доделување треба да се утврдат потесни критериуми, вклучително изработка на физибилити студија, како и да се обезбеди повисока транспарентност на процесот на доделување на концесиите и наплата на реалниот концесиски надоместок. Имајќи предвид дека во Република Северна Македонија не постои регистар за имот во државна сопственост, ниту пак има систематизирани информации за начинот на кој што се управува и располага со тој имот, неопходно е воспоставување на регистри на недвижен и движен имот во земјата. Конечно треба да се унапреди и процесот на креирање на економски политики, преку зголемување на транспарентноста на процесот на креирање на политики и подигање на свеста кај помалите предпријатија за нивно поактивно учество во овие процеси. Во делот кај јавните предпријатија, евидентно е дека во нашата држава не постои единствена официјална база на податоци со сите правни лица во кои државата или единиците на локална самоуправа имаат целосна сопственост или одредени сопственички удели, заради што е потребно да се изработи единствен регистар на јавни предпријатија и на акционерски друштва во државна сопственост. Исто така, потребно е да се изготви посебна антикорупцијска програма која ќе биде насочена кон засилување на транспарентноста, интегритетот, одговорноста и спречувањето на корупцијата во овие предпријатија. Предлог за надминување на постоечките недостатоци во правната рамка е донесување на посебен закон за трговски друштва во доминантна сопственост на државата и локалната самоуправа. И конечно во делот медиуми и граѓанско општество, во функција на унапредување на состојбите во сферата на медиумите, потребно е изготвување и донесување на националната стратегија за развој на медиумите. Во насока на спречување на злоупотреби на медиумите во политички цели, потребно е воведување на зајакнат надзор, укинување на платеното политичко рекламирање на партиите во изборните циклуси и зајакнување на критериумите за доделување на државна помош за печатените медиуми. Друг проблем во овој сектор е отсуство на саморегулација на онлайн медиумите, што треба да се воспостави, а воедно и да се надгради регистарот на професионални медиуми. Во однос на граѓанските организации, потребно е да се реформира системот на државно финансирање на сите овие организации во насока на заснованост на реални потреби на институциите и повисока транспарентност на системот. На оваа стратегија составен дел е и акциониот план, во кој што се идентификувани и мерките, активностите и индикаторите. Комплексната природа на документот со идентификувани проблеми од различни сектори и формулирани мерки и активности за нивно надминување подразбира мноштво на институции што ќе бидат одговорни за реализација на стратегијата. Во поглед на успешна имплементација на стратегијата мора да се истакне дека е неопходно обезбедување на потребните ресурси како предуслов за остварување на стратешките цели. Нашата комисија е надлежна да го следи остварувањето на мерките и активностите од стратегијата и да подготвува годишни извештаи и да ги доставува до Собранието на Република Северна Македонија до 31 март секоја година. Со оглед дека стратегијата во својата суштина цели кон подобрување на животот на граѓаните во Република Северна Македонија и ослободување на општеството од стегите на корупцијата, неопходно е да се обезбеди целосна поддршка на овој процес преку приоритизација на предвидените активности во оваа стратегија во плановите за работа на сите вклучени институции. Јас ви благодарам. Се потрудивме накратко, но исцрпно да ви информираме со содржината на стратегијата. Завршивме еден голем дел од работата. Најважно е што ги идентификувавме проблемите и најдовме мерки и начини како треба тие да се надминат. Останува понатаму во натамошниот период оваа стратегија која што денес и свечено ќе ја врачиме во Собранието. Понатаму пратениците да ја усвојат, да ја прифатат и да ја усвојат, со тоа што ќе се крене уште повеќе значењето на овој документ, кој што треба да биде прифатен од сите чинители во општеството, доколку сакаме успешно да се бориме со корупцијата како наше најголемо општествено зло.
Мислам дека ќе бидеме најуспешни доколку свеста проработи кај сите и доколку сватиме дека никој среќата од надвор не може да ни ја донесе, туку само ние со нашата работа, мислејќи тука на сите граѓани во нашава држава, со нашата работа, посветеност и ангажираност, можеме да успееме во оваа борба. Доколку некој од членовите понатаму е координаторот за изработка на стратегијата и останатите членови секако, кој што навистина несебично и професионално и многу посветено работеа во овој период, кој има нешто да каже и да дополни, ако ја нешто пропуштив, повелете. Само ще една-две поенти, она што ги представивме пред медиумите, значи ова стратегија е навистина еден комплексен документ. Долго време работевме на незе. Често пати со институциите се наоѓавме во состојба да изнаоѓаме консензуални решенија со цел да ги убедиме дека навистина некои мерки се неопходни да бидат воведени, меѓутоа од друга страна самите институции на тој начин кога ги прифатат тие мерки да добијат собственост на оваа стратегија или на конкретните активности, за да понатаму немаме двојба дека од нивната страна ќе бидат имплементирани. Ја би рекол дека ние го направивме и можеби полесниот дел, овие 6-7 месеци, да изготвивме стратегијата, како и за секоја друга стратегија или законски акт, да речеме, е многу поважна незината имплементација. Доколку навистина се има политичка волја од сите учесници во оваа стратегија, тогаш и имплементацијата ќе биде неспорна. Она што ние ќе го правиме, што каже и председателката, е да воспоставиме еден систем кој што и досега сме го имале за следење на имплементацијата, но не само дали одредена мерка, законско решение или било што е донесено, него туку дополнително и ефектот од тоа решение. Дали од која ќе биде усвоено, да речеме, некој законски акт или подзаконска регулатива, како ќе се имплементира и конечно кој ќе биде ефектот на подобрување точно на состојбата на живењето на граѓаните, но и генерално со борбата против корупцијата во земјата. Така да, јас навистина сметам дека направивме добра работа со поддршка ви на експерти, но навистина не очекува оној потешкиот дел да ја следиме и да инсистираме на целосна имплементација на овој стратешки документ. Само да, уште овој момент, Владе, мислам дека го треба да го истакнеме, дека ова не е затворен документ во смисла на зацементирано, дека таа секоја година кога ќе ја евалуираме, она што ќе се покаже дека како мерка или како проблем сме го детектирале во една форма или активностите што сме ги предвиделе дека може да претрпат измена, дека тоа ќе го дозволува документот и дека и вака сега представена, мислам дека јавноста ќе се праша па навистина ли е ова корупција, но кога длабински ќе се навлезе колку тие сегменти имаат во себе потенцијал да бидат коруптивни, да создадат коруптивно тло, така и се препозна. Иначе многу често и беше и што го кажа Владе, огромен сет на информации добивме, конечно добивме информации што све ги мачи институциите во одредена област, така да беше многу податна. Големи предизвик да се направи. Јас имам едно кратко прашање, ако може. Ме интересира колку институциите имаат слух и за вашите проблеми, како што вие имате нели слух за нив. Верувате ли дека ќе се изборите со сите, со имплементација на стратегијата со оглед на тоа што се уште не се решени вашите просторни и технички услови за работа? Добро прашање. Некои за нас требаше да се преселиме, но меѓутоа те излегуваат непредвидени проблеми и недоречености, би рекла, пред се заради недоволна информираност помеѓу институциите едни со други. Но се надевам дека и тој момент ќе се надмени, ќе се преселиме, на крајот на криштата секој треба да си ја покаже својата професионалност. Ние си ја покажуваме нашата професионалност, она што се бараше од нас и законски и секако го исполнивме.
секоја институција треба да си го стави прстот на глава и да си ја покаже својата професионалност и да се потруди во иднина да биде уште почетна и поодговорна. Се докажува и политичката волја конечно, дали навистина се сака да се подржи ова институција со сите овие активности што ги презема или повеќе да во сферата да речеме на поддршка вербална, но снаоѓајте се вие како сметате и умеете за да ги извршите своите надлежности. Така да очекуваме навистина зголемена поддршка, барем во основните делови што треба да ги исполни, да речеме, власта кон нова институција, да и се овозможат целосни услови за работа. На крајот, поддршката не е само за оваа институција и за овие 7 члена од комисијата и вклучувајќи го и секретаријатот. Поддршката на оваа институција значи поддршка на општеството, ако се сака, кој сака да се избори против корупцијата. Значи тука сме ги идентификувале проблемите. Сме нашле мерки, начини како тоа да се надмине. Останува да го изодиме најтешкиот чекор, меѓутоа и најважниот чекор, да го направиме тоа. Тоа што нас ќе не поддржа, само ќе не овозможат услови за работа понатаму да дојдеме до бела виделина сите, цела држава. Дали во делот од националната стратегија, во делот од правосудството е опфатена и проверката на имотните листови на судиите, со оглед на тоа што претходно најавивте дека ќе биде потребно да се донесе годишен план за да се опфати. Значи тоа е дел од нашата работа. Ние најавивме дека ќе донесеме годишен план и работиме на тоа. Во моментов утврдуваме методологија за избор на примерок кои судии ќе бидат дел од тој план, бидејќи знаете дека има помеѓу 600 и 700 судии. Ние не можеме на сите истовремено да ја вршиме проверката и сами еве го предочивте проблемот и на капацитети и на технички услови и така натаму. Значи сега во моментот работиме на методологијата кој од судиите ќе биде избран ќе биде дел од планот. Тоа е нашата работа. Значи дел од нашата работа. Она што го предвидуваме во стратегијата е стратешки како да се подобри целиот тој сектор правосудство. Значи тоа се чекори што тие таму треба да ги преземат. Ви кажавме претходно, ние сме координатори на целиот процес. Меѓутоа, секој процес ќе се одвива во своите матични институции. Тие се тие што треба да си ги преземат своите мерки таму. Со оглед на тоа што следуваат избори во април, имате нешто посебно предвидено за постапување за разгледување или вообичаено како и во изминатите изборни цикли? Зашто дали имаме вообичаено? Не верам. Вообичаено ќе постапувате за време на изборна кампања. Да. Поднесени приговори. Да. Мислите за прашање од изборниот процес? Да, па си има тоа се предвидено по закон, точно одредена постапка како се постапува, како и минатата година што постапувавме, така и оваа година ќе постапуваме. Јас би додал само во споредба со тоа што се спомна како лоша комуникација и неправење претhodни анализи пред секој процес. Што имаше можност институциите да направат анализа и да ги подготвуваат условите пред донесување на новиот закон и пред новиот состав на овој состав на комисијата. Ние го направивме спротивното, а вие сте најголемите сведоци на нашата работа, во кои услови работиме, така што овој документ не произлегува од копја и некој фолклор, но беа почитувани сите чекори од постапката, како што налага законот. Значи беше направена проценка на ризици по донесување на соодветна методологија и преку една прединамична интеракција со сите представници од медиумите, експерти и со сите тие што можеле да ни помогнат. Значи ова е една креативна и оригинална работа, што навистина е еден процес поинаков од сите процеси до сега. И ако ја имаме поддршката, и вас ни благодариме за поддршката, мислам дека ќе се приклучиме сите на еден поширок фронт за спречување на корупцијата и субирот на интереси. Ви благодарам.